Денеска говориме за една мощна, интересна и мощна креативна тема, тоа е уметноста на Бродвеј, преку игра, преку танцови, што практично се раскажуваат, да речеме, реални приказни. Како дојде до идејата еве да се направат вакви кореографии и кои тематски содржини се ги опфаќаат? Овие мюзикли веќе се многу популарни во светот и ги обработуваат и аматирски театри, но и професионалните театри на Бродвеј во Њу Йорк и Вест Енд во Лондон. Во училиштето во кое работам, ние толку години овие мюзикли ги правиме како наши завршни представи, бидејќи мюзиклот е спој на повеќе уметности. Децата се вклучени и во пеење, танци, играње на кореографии, глума, изработување на сценографии, дизајн на костими, учат за основите на театарската шминка, фризура и така натаму, така да една сеопфатна повеќе дисциплинарна уметност која навистина буди кај децата голем интерес и освен што уживаат при самиот процес и при изведбите, многу умена од нив добиваат и некаква идеја што би сакале понатаму во животот да се занимаваат со која професија поточно. Така да, освен оваа уметничка вредност, ние имаме и голема едукативна вредност преку мюзиклите кои ги работиме и ги продуцираме веќе повеќе од 8 години. Секоја приказна, како што кажавте, во себе носи и некоја порака, некоја скриена порака, така да многу работиме и на воспитниот дел кога работиме со децата, обрнуваме внимание за тоа каква порака носи еден мюзикл. Така да конкретно сега на мюзиклот кој повторно го поставуваме, бидејќи за прв пат беше поставен кога започна пандемијата и никако не успеа голем број публика да го види. Тоа е Убавицата и ѕверот, една убава романтична приказна од 17-тиот, поточно 18-тиот век, која не учи на тоа дека луѓето ни треба да ги судиме и цениме однадвор, туку е побитно тоа што го носат внатре. Така да, ете една убава порака кога човекот се разоткрива и се запознава со неговата вистинска убавина. Така, интересно е што споменавте дека мюзиклот како посебна форма на уметничко и на едно лично изразување носи сопствен еден предизвик, сопствен автентичен печат кој што верувам дека сите млади лица кои што се вклучени нели го создаваат и го креираат. Но самиот креативен процес што практично значи? Спој сигурно од повеќе да ги кажам параметри и музика и пеење и говорење и малку и театарска уметност. Како е целиот креативен процес за да се создаде едно крајно дело? Начинот на кој работиме и кој ги избираме проектите е, да речеме, прво бираме некој можеби проект или приказна која е популарна помеѓу младите, или има некој посебен датум по кој се бележи, или едноставно го гледаме прво кастингот со кој располагаме, значи работиме со деца и со претежно со млади луѓе, средношколци и деца од 10 до 18 годишна возраст. Кога ќе се одбере еден проект, потоа се изучуваат прво песните. Значи тоа се деца кои се музички талентирани и оние кои што се можеби малку помалку талентирани, но имаат огромна жилба да го напредат она што во себе го носат како љубов кон уметноста. По изучувањето на песните настапува вториот сегмент, изучување на кореографии. За оваа цел, значи јас како хорски диригент ги работам песните, да речеме ги обработуваме солистичките делови, во некои песни има и помала група на деца каде што пеат, меѓутоа има и многу хорски делови, значи работиме на вокална техника, на правилно дишење, поставување на вокали и се она што значи хорско пеење. Понатаму, нашите две млади кореографки, Калина Александар и Јована Спирковска,
откако веќе самите се договорили, ги креирале кореографиите, настапуваат на часовите, ги работат кореографиите со децата. И во меѓувреме, кога е направен кастингот, нашиот актер Радо Алексовски работи на оној глумачкиот дел кој што е негова специјалност, ги поставуваат и обработуваат ликовите, ги поставуваат сцените, кога децата ќе имаат една општа вака визија за тоа како секој сегмент изгледа и едно основно знаење, потоа на заедничките проби ги спојуваме сите елементи и работиме на мюзиклот од почеток до крај. Колку е важна во самиот процес и физичката и да речам менталната подготовка за еден настап, односно дисциплината за да се создаде едно крајно дело? Па можам со сигурност да кажам, бидејќи имам 30 годишно искуство со работа со деца, дека кога децата самостојно доаѓаат и се вклучуваат во некој вонучилишен проект и одвојуваат од своето слободно време за да се посветат на оваа работа, навистина се фокусирани и тоа го работат со огромна желба, со ентузијазам, и тука нема никакви проблеми во дисциплината, значи сите доаѓаат со една единствена цел да поставиме еден квалитетен производ на сцена, а тоа се должи на редовност во пробите, внимание, голема посветеност, сериозност, значи ако се мали деца, тие сепак имаат многу сериозен пристап кон ова што го работиме, така да можам со сигурност да кажеме дека многу полесно да работите со деца во една средина во која тие само иницијативно доаѓаат и во една средина во која сите имаат ист интерес, конкретно љубов кон музиката и кон уметноста воопшто. Така, бидејќи ова е сплет симбиоза на повеќе, рековме, дејности. Инспирацијата споменавте дека и тематски се бира нешто што е можеби актуелно, меѓутоа дали во самото креирање на самото дело се вклучува и она и едукативна компонента, нели, и нешто што треба да и пренесе некоја силна порака на публиката? Апсолутно. Повторно ќе кажам, ова се мюзикли адаптирани за млада публика, така да се внимателно одбрани уште од компаниите од кои ние ги лиценцираме, се внимателно одбрани да соодветствуваат со возраста на децата и секој од нив да биде едукативна, да не учи на тоа што е добро, а што не. Така да во секој мюзикл има и позитивни и негативни ликови и се разбира како и во секоја приказна секогаш доброто на крајот го победува лошото и секогаш паралелно со ова што го работиме како кореографија, пеење и глума, ние имаме и вежби. Тоа се претежно драмски вежби, каде што децата ги искажуваат своите емоции, значи разговараме за и секојдневните проблеми што ги имаат во училиште, како тие да се надминат, се учиме преку овие приказни, како можеме да справуваме со тие емоции, со тие состојби кои што секојдневно не обкружуваат, така да е сеопфатно, затоа имаме една екипа, иако се, да речеме, разлика од некои 8 и 9 години некогаш децата, една екипа која работи заедно, взаемно си помагаат, тука не постои исмејување, не постои никаква поделба помеѓу децата по никој основ. Ние на почетокот разговараме, поставуваме еден етички кодекс на однесување, така да токму поради таа нивна уиграност, таа нивна дружба, многу полесно тече и самиот процес и на крајот успехот е видлив, резултатите се видливи. Така, премиерата, да кажеме, е на крајот од овој месец, секако ќе бидат добре дојдени, нели, и најблиските, и родителите, и пријателите, меѓутоа кој се ќе може да ја погледне и каде?
премиерата и веднаш по премиерата првата изведба на мюзиклот Убавицата и ѕверот ќе се случи на 30 и на 31 мај во склоп на фестивалот за мюзикли кој веќе постои неколку години во Македонија. Тука во Скопје го организира Детскиот културен центар Карпош со поддршка на град Скопје. И секој е добри дојден. Значи, кога ќе ме прашаат за која публика, буквално сме имали многу мали личиња кои уживале во нашите представи. Значи, може сосема и на дете од најмала возраст да му се задржи вниманието. Еден час, околу 70 минути траат мюзиклите. До најстара возраст, значи овие проекти се за секого, интересни се за секого. Децата со задоволство ќе ја изслушаат бидејќи песните што веќе ги слушале во анимираните, па и во филмовите на Дизни од овие мюзикли се сега препеани маестрално од нашата Весна Малинова на македонски јазик, и преку овие проекти всушност ние се обидуваме да го зачуваме нашиот јазик и да го промовираме македонскиот јазик и да докажеме дека и најголемите хитови од пеани на македонски звучат многу убаво. Так. Секако уште за крај следните активности, бидејќи споменавте дека ова веќе прераснува во една своевидна традиција, да се вклучуваат младите луѓе, бидејќи има не само едукативна и една воспитна компонента која што го развива и пријателството и почитувањето, како што споменавте, и на македонскиот јазик, и нешто што значи креативност и уметност, односно да се оживее еден мюзикал на сцена. Да, секогаш сме отворени. Единствен период во кој не примаме нови членови се овие последни месеци пред премиерата. Значи, не знам дали испуштив да кажам дека премиерата ќе се случува во МКЦ, во Кино Фросина и со почеток од 19 часот и во двете вечери. Меѓутоа, веќе од оживувањето на овој мюзикал во јуни може, ќе работиме уште цел месец јуни, може да се приклучат нови членови. Најсигурно е од септември, бидејќи децата се веќе уморни од учебната година, најверојатно ќе сакаат да одат на заслужен одмор, така да од септември примаме нови членови. Добре дојдени се сите деца кои се влюбеници во уметноста и кои сакаат да научат ново, кои сакаат да се дружат, кои сакаат да бидат дел од ова што ние во Македонија можам слободно да кажам дека градиме една историја, бидејќи сме според моите сознанија единствените кои обработуваме вакви производи, музичко-сценски дела. Така да сите се добре дојдени и очекуваме да се вклопат лесно во нашиот веќе постоечки ансамбл од песни на дечиња. Ви посакувам многу успех, секако верувам дека сите ќе уживаат во премиерата и во следната изведба и дека ќе имаме во следна прилика теми за разговор околу сите овие успешни проекти што ги имате реализирано. Благодарам. Ви благодарам и на вас што покажавте интерес да го промовирате овој навистина уникатен и убав производ. Благодарам уште еднаш.